4 политички партии останале без буџетските пари кои им следуваат од последните избори затоа што се уште не поднеле финансиски извештај каде трошеле, што е законска обврска. Сите останати преку 60-тина ги испочитувале роковите и обврските на последните парламентарни и председателски избори и веќе го наплатиле својот дел. Ова го покаже извештајот на Државниот завод за ревизија за 2024 година. Нема поголеми прекршувања во делот на председателските парламентарните избори. Клучната констатација на Државниот завод за ревизија е констатацијата дека 77% од платеното политичко рекламирање за председателските избори се финансира од буџетот на државата преку Државната изборна комисија, додека за парламентарните избори некаде околу 67%. Законски е дозволено правни и физички лица да донираат и по завршувањето на изборите, но токму тоа, според Државниот завод за ревизија, ја нарушува рамноправноста, бидејќи парите најчесто завршуваат кај победниците. Остануваат и понатаму состојби кои што треба да се надминат во делот на системските слабости, а тоа е во делот на уредување на начинот на уплата на донации по завршување или по објавување на конечните резултати од спроведените избори, бидејќи знаете нашето законодавство дозволува по извесен период од објавување на конечните резултати одредени правни и физички лица да уплатуваат донација, секако дека кога веќе се знаат резултатите, тогаш останува можност секој што е заинтересиран да уплати на победникот, а не на сите подеднакво. Амбасадорката на Швајцарија Вероник Хуман оцени дека клучно за демократски и фер избори, применување на изборниот законник е да бидат земени во предвид заклучоците од Државниот завод за ревизија, но и да се почитуваат препораките од Венецијанската комисија. Со 88 извршени ревизии и 132 објавени извештаи, главниот државен ревизор Ацевски ја оцени минатата година како период на зголемена транспарентност и одговорност. Сепак според него останале старите проблеми, финансирањето на изборните кампањи и донациите што пристигнуваат по изборите.